Кошаркарите на МДТ Скопје во трилер завршница беа поразени од белградски Партизан со 70-69 со примен кош на секунда до крајот во рамките на петото коло од Јадранската АБА лига. Кинси ја заби топката во врчот на Скопјани, ставајќи капак на нивната агонија која траеше околу 2 минути без даден кош при резултат 69-65 за металците. Оташ веќе со 16 и Синовец и Косовски со по 14 поени беа предводници на 10-кованиот тим на МДТ Скопје кој остана и без Тодор Гечевски на сред надпревар откако заработи исклучување. Прв поединец на надпреварот беше Кинси со 26 поени во таборот кај Партизан. Ова беше трет пораз за македонскиот првак во 5 надпревари во АБА лигата и се наоѓа на 8-то место на табелата со 2 победи и 3 порази. Мишел Платини предлага да биде направена нова сериозна реформа во светскиот фудбал. Претседателот на УЕФА предложи проширување на учесниците на светското првенство. Платини има идеја наместо досегашниот систем од 32 репрезентации да има вкупно 40 селекции кои би се бореле за највредниот трофеј. Мислам дека идејата за зголемување на бројот на учесници ќе биде добра за сите. Се согласувам со Сеп Блатер дека Африка и Азија треба да добијат поголем број на учесници на светското првенство. Сепак не мислам дека тие треба да им ги земат местата на европските селекции. Затоа најдобро е бројот на учесници да биде зголемен од 32 на 40, заврши Платини. Хуан Мартин Дел Потро го победи Роџер Федерер со 2:1 во сетови 7-6, 2-6 и 6:4 во финалето на АТП 500 турнирот во Базел, повторувајќи голандскиот успех во реприза на тоа финале. Дел Потро ја освои четвртата титула оваа сезона. Ова беше само пета победа за аргентинецот во 18 меча со Роџер Федерер. Швајцарецот не успеа да ја освои петата титула во родниот Базел, а остана на само еден пехар во последните 14 месеци. Кај дамите, Серена Вилјамс го освои финалето на ВТА сезоната со одвајќи ја на ливо мечот за пехар во Истанбул на завршниот мастерс на најдобрите 8 тенисерки во светот. Серена Вилјамс ја победи на ливо 3 сета, правејќи пресврт откако го загуби првиот сет со 6:2. Ова е четврта титула за Серена на завршниот турнир во сезоната, прв пат, втор едно по друго, додека само оваа година 11 пати застана на победничкиот подиум. Себастијан Фетел од формулен тимот на Red Bull со победата за големата награда на Индија овој викенд стана најмладиот возач со 26 години во историјата на Формула 1. Шампионатот, кому тоа му успеело да освои 4 титули светски првак во Формула 1. При останатите двајца возачи на кои тоа им успеело се Михел Шумехер со 34 години и Хуан Мануел Фанџо со 46 години. На вечната листа на возачи со најмногу освоени титули, Фетел изби на третото место, изедначувајќи се со легендарниот Алан Прост. Повеќе трофии од него имаат Фанџо 5 и Шумахер 7. Фетел во Индија стигна до 10-та победа сезонова или 36-та во кариерата. На второто место се најде Нико Росберг од Мерцедес, а третото место му припадна на Роман Грожан од Лотус. Најголемиот конкурент на Фетел за шампионската титула Фернандо Алонсо заврши дури на 11-то место без освоен поен. На 3 треки до крајот на сезоната Фетел има недостични 115 бода предност пред Алонсо. Следната трка се вози во Абу Даби на 3 ноември.